Дневник 1 носител, добро вечер, ова се настаните на денот. Меѓународните организации за заштита на човековите права се вклучија во случајот на малата Александра. Детската амбасада меѓаш апелира институциите да реагираат. Поддржувачите излегуваат на мирен протест со барање Бошњаковска по 2 години да се врати кај својата мајка. Нова надеж за семејството во битката за Татјана Бошњаковска да си ја врати незината 6-годишна ќерка. Од детската амбасада меѓаш апелираат институциите да не чекаат, туку што побрзо да излезат во заштита на детето. За случајот веќе се информирали и неколку меѓународни организации за човекови права. Слави Царсова ги има деталите. Институциите побрзо да действуваат во случајот на малата Александра Бошњаковска за да ги заштитат правата на детето. Детската амбасада меѓаш реагира на случајот на 6-годишното девојче кое спротивно на извршната судска пресуда со која старателството го добила мајката, 2 години е кај семејството на таткото кое одбива да ја спроведе одлуката на судот. Платувам апел до институциите на вистина да го забрзат и да го решат случајот, родителите да не се пресметуваат и надмудруваат на сметка на детето, а детето да си го оствари подеднакво правото на старателство со тој родител кој бил надлежен да води грижа за детето, а при тоа да има право на видување и вториот родител. Змјанац апелира до институциите да бидат поефикасни кога станува збор за случаи на старателство, а судовите да не донесуваат одлуки врз основа на општествената, финансиската или политичката моќ на еден од родителите. Го повикавме народниот правобранител господинот Иџет Мемети, бидејќи тој е надлежен ако има пропусти во институционалната функционалност да направи увид, да не информира дали има пропусти и доколку има пропусти, ние тоа ќе го нотираме во нашиот извештај во сенка што го доставуваме до Комитетот за правата на детето и оттаму ќе бараме од препораки како да се постапува не само за овој случај, и во сите идни случаеви процедурите да бидат скратени, ефикасни, ефективни и во најдобар интерес на детето. За случајот на Александра веќе се јавили неколку меѓународни организации за човекови права и заштита на правата на децата. Институциите се уште не можат да стигнат до малото девојче. Речиси 2 месеци имаат извршна судска одлука според која Центарот за социјални работи со полициска асистенција треба Александра да ја врати кај мајката. Детото, пензиониран судија во Врховниот суд, призна дека девојчето е кај него, но одбива да го врати зашто мајката не регистрирала на која адреса живее во моментов. Во тензична атмосфера мина попладневниот протест кој го организираше групата поддржувачи кој пред домот на поранешниот свекор на Татјана побараа да го врати детето кај неговата мајка. На протестот се појави и тој со образложение дека е овде за да се слушне и втората страна. Еве како помина протестот. Ве молам, кажете ми дали мојата внука е жива. Ве молам, не, ве молам, кажете ми. Кажете ми дали мојата внука е жива. Само тоа сакам да го знам. Ништо друго не треба. Дали знае дека има тетка? Олгица. Дали знае дека има братучетки? Кажете ми, ве молам. Сестра дека има. Значи ве молам. Ајде мајка што знае дека е мртва, ама дали знае за другите? Ве молам. Кажете ми, ве молам. Излези од таму. Ама излези од таму. Ова е вистина. Абе излези од таму. Со тоа не се излези. Никој не има видено мојата ќерка, никој ја нема видено. Со извршни со права силна пресуда, господине премиер, све на суд. Видов ја све. И он ги до сета слободна ќерка да ми ја нема. Уште. Од него. Педофилија ќе патам од него. Што он е педофил, чувате документи, да ги злославува. Јас сум овдека за да ја кажам мојата вистина за состојбите. Има бела книга, секој кој што сака овдека на овој што присуствува да ја види и втората страна од приказната. Каде е Александра? Каде е мојата ќерка што ја крстив по тебе? Арам да ти е името.